Време за дневникот на К1. Денеска католичките верници и дел од православните христијани кои времето го сметаат по Григоријанскиот календар, денеска го слават Бадник во пресрет на Божик, раѓањето на Исус Христос. Пијан велешанец со нож им се заканувал на родителите и нападнал полициски службеник. Панихида по повод 114 години од смртта на Миле Поп Јорданов денеска се одржа во црквата Свети Пантелејмон. Во дневников ке гледате и за избор на вестите од светот, Македонија и спортот. Гледајте на. 27 годишан велешанец со нож им се заканувал на неговите родители и повредил полициски службеник. Католичките верници вечерва слават Бадник, а утре Божик. Панихида по повод 114 годишнината од смртта на Миле Поп Јорданов се одржа во црквата Свети Пантелејмон во Велес. Во Сдружение на пензионери вчера вечерта, откако претходно се довел во алкохолизирана состојба, J.J. 27 од Велес земал мал куински нож и почнал да вика на висок тон и да им се заканува по живот на своите родители. Деталите во продолжение. 27 годишниот велешанец J.J. во алкохолизирана состојба со мал куински нож в рака вчера вечер околу 20 часот во ходникот од зградата на улица Алекс Одемниевски, поточно во Сдружение на пензионери, почнал да им се заканува по живот на неговите родители. Потоа се заканувал и кон неговиот состанар, 41 годишниот Г.Т. Држејќи го ножот во рака, му тропнал на вратата, пошто по пристигнување на полициските службеници на местото на настанот и при обидот да го спречат во намерата, нападнал полициски службеник, удирајќи го со раката во пределот на носот, од што истиот се здобил со видлива повреда расекотина, информираат од полицијата. По претходно издадена устна наредба и предупредување да престане со извршување на кривичното дело од страна на полициски службеници, J.J. бил приведен, но поради неговото агресивно однесување со службено возило, бил пренесен на нервното деление во јавната здравствена установа, Општата болница во Велес, каде му била дадена соодветна терапија и бил задржан во истата. Панихида по повод 114 години од смртта на Миле Поп Јорданов се одржа во црквата Свети Пантелејмон. Миле Поп Јорданов припаѓа на генерацијата млади велешки револуционери од пред илинденскиот период, кои свесно влегувале во една крајно неизвестна борба за слобода на својот народ. Сања Левкова Ангелова со деталите. Во црквата Свети Пантелејмон во Велес се одбележаа 114 години од смртта на македонскиот револуционер, велешанецот Миле Поп Јорданов. Тој припаѓа на генерацијата млади велешки револуционери од предилинденскиот период, кои свесно влегувале во една крајно неизвестна борба за слобода на својот народ. Свежо цвеќе се положи на гробот на Миле Поп Јорданов, а свештеници од Повардарската епархија одржаа панихида во чест на името и делото на големиот македонски борец кој загина за народот, за Македонија. Словеси Господи, научи мја оправданием Твоим, образум на Твојата неискажлива слава. Иако ги носам раните од прегрешенијата, биди милосрден кон Твоето создание, Владико, и очисти го со Твојата милост и саканата татковина дај му ја, правејќи го одново жител на рај. Смртта на Миле Поп Јорданов е опеана во песната Болен ми лежи Миле Поп Јорданов, која е символ на македонскиот непокор. Истата е официјална химна на општина Велес. Миле Поп Јорданов е роден во 1879 година во Велес, како најстар син во семејството Поп Јорданови, познати македонски револуционери. Неговото дело и на низата знаени и незнени македонски синови кои загинаа во многовековните борби за слобода на својот народ, на овие и идните генерации треба да бидат пример за борба за својата земја.
По повод 162 години од раѓањето на македонскиот револуционер Андон Лазов Ќосето, денеска во село Голозинци беше поставена спомен плоча. На овој настан организатори беа членовите од Македонското патриотско здружение, кое го носи неговото име. Денеска се одбележуваат 162 години од раѓањето на македонскиот револуционер велешанецот Андон Лазов Јанев Ќосето. Во негова чест во родното место село Голозинци беше поставена спомен плоча. Организатори на настанот се членовите од Македонското патриотско здружение, кое го носи неговото име. Македонското патриотско здружение во негова чест изработи спомен плоча со ликот негов за да означиме на негово лично одбележје и на неговото родно место. Целта наша како патриотско здружение, кое го носи неговото име, негова промоција и ширење на неговото дело и сето она што го сработил за македонската револуционерна борба. Андон Лазов Јанев Ќосето е македонски револуционер кој докрај останал верен на организацијата. Починал на 10 септември 1953 година во Благоевград. Освен во Лапонија, најпасокуваниот Дедо Мраз за Нова година се наоѓа и во Кавадарци. Во градот на виното и грозјето веќе 19 години за време на новогодишните празници ги радува децата од цела Македонија. Вчера во магичноста на дворот на Дедо Мраз се уверија децата од Академијата Пандев од Струмица. Најпосакуваниот дедо за Нова година за најмладите без конкуренција е неуморниот дедо со бела брада и црвена облека, Дедо Мраз. Наместо во Лапонија, децата од цела Македонија ги радува Дедо Мраз од Кавадарци. Во градот на виното и грозјето се наоѓа неговиот дом кој веќе 19 години за време на новогодишните празници ги радува децата од целата држава. Секоја година вредниот Дедо Мраз го украсува дворот со илјадници сијалички, украси и лампиони и го притвара како дворот бајките, на кој најмногу му се воодушевуваат децата. Домакинот Ѓорги Вареловски вели дека смислата на животот е во тоа да ги направи среќни детските срца. Јас сум мочен во силата и во однос на тоа на деца. Да секоја година може што повеќе дечиња да примам и да приуштам. Така да секоја више почнав и да организирам сега. Наредната вечер имам некаде 60-70 дечиња, по наредната па имам 60-70 дечиња и без разлика кој како ќе дојде и сам да дојде, јас му правам организација, се пресоблекувам. Значи, сепак, кој да дојде дете е задоволно. Не само деца, него и возрастниот човек е задоволен. Значи, кога во куќите има народ, богатството е тука. Ако нема народ во куќа, ако не дојде човек, ако дете не претрчи преку дворот, ако не, исто и да имаш 1.000.000 евра, исто како да немаш ништо. Значи, богатството е во самата душа на човекот. Во магичноста на дворот на највеселиот и најдобриот дедо на светот се уверија и децата од Академија Пандев од Струмица. Сите тие добија новогодишни пакетчиња и беа дел од прекрасната предновогодишна бајка која уште долго ќе се прераскажува. Јас доаѓам од Струмица и се викам Васил Борзаков. Васил, како си помина денеска? Денеска јас си поминав многу убаво. Ти даде Дедо Мраз пакетче? Да. Како ти се допадна дворот на Дедо Мраз? Дворот на Дедо Мраз ми се допадна убаво. Убав е, украсен е? Да. Имате ли вие во Струмица ваков двор? Не. Немате? Ќе дојдеш пак? Да. Мене овде ми беше многу прекрасно. Ти се допадна ли дворот на Дедо Мраз? Не е во Лапонија, туку е во Кавадарци. Да. Јас се викам Борис Србаков, доаѓам од градот Струмица. Овде во Кавадарци има само еден и единствен двор и тоа е на Дедо Мраз кој е многу осветлен. Му се заблагодаривте ли на Дедо Мраз за пакетчињата? Да. Го викнавте да ве посети во Струмица? Го викнавме и тоа да нагледа на сите утакмици. Браво. Кажи ми, прв пат си овде, не ли? Не, имам еден братовчет кој е голман и кој игра за ФК Тиквиш. Веднина може да очекувате дека може да одиме во Италија. Тие беа импресионирани од работилницата во која неуморниот старец вредно работи за изготвувањето на подароците за умните деца. Се фотографираа и забавуваа со Дедо Мраз и рекоа дека ваков двор нема во Струмица. Денеска се поминавме многу убаво, овде е многу прекрасно и многу му сме благодарни на Дедо Мраз.
Денес токму ми беше многу убаво. Во овој двор доаѓам прв пат, но не сум прв пат во Кавадарци. Имате ли вие во Струмица вака Дедо Мраз што им дава пакетчиња на другите деца? Не, мене ми се допамна многу и многу е убав дворот, украсено со многу лампиони. Сијалички, имам голема елка. Не, јас не сум прв пат овде, јас имам доваѓано и во минатата година. И минатата година не бев на ова место. И денес како дојдов, многу се удушев во ова место. Да, многу сакам да дојдам. Да. Јас се викам Благо Ангелов и доаѓам од градот Струмица. Јас овде кога се поминав многу убаво. Многу добро. Убаво беше? Да. Се сликаше со Дедо Мраз? Да, се сликав. Освен многобројните украси, дворот на најсаканиот дедо е збогатен и со најразлични други експонати кои ја представуваат историјата, традицијата и културата на Тиквешијата и Македонија. Тие имаат можност да научат многу работи за кои до сега не слушнале. Децата си заминаа среќни и радосни, со надеж дека наредната година повторно ќе бидат дел од новогодишната бајка кај познатиот Дедо Мраз од Кавадарци. Овој ден најверојатно долго ќе го паметат. А на тема од културата, во ликовниот салон во Велес, вчера вечер беше отворена изложбата Рефлексии на херметичноста. Љубителите на уметноста можеа да ги погледнат сликите и скулптурите од двајцата автори, академскиот сликар Глигор Васков и академскиот скулптор Ангел Коруновски. Во ликовниот салон во Велес вчера вечер велешани имаа можност да ги погледнат делата на двајцата познати автори, академскиот скулптор Ангел Коруновски и сликарот Глигор Васков. На изложбата насловена како Рефлексии на херметичноста беа представени 50 дела, слики и скулптури, изработени од масло и емаил на платно и даска, како и скулптури во дрво и метал. Што имаме многу сличен осет за убаво, за естетика, сличен ни е принципот на работата на нашите дела и тоа нормално со на повеќе годишна, соработка, по разни групни изложби, преговори сега започињаме еден проект кој што ќе трае многу години, се надевам. Истражувањето во естетиката и за двајцата автори представува поидовна точка за творење. Се надевам дека понатаму на ова концепција денес што направиме сме вајарство и сликарство, што е многу важно. Ја го држам тоа како многу битен елемент, како две подречја во уметноста. Се надевам дека наредниот пат ќе почнеме да ги мешаме, он да се меша во моето сликарство, ја да можам да се мешам во скулптурата. Ова е прва заедничка изложба на авторите. Трендот на дебелење на населението ја зафати Македонија. Статистиката покажува дека бројот на населението кои што го имаат овој проблем со вишокот на килограми се зголемува. Нутриционистите се во обид преку едукација за здравата храна да го надминат овој проблем. Во емисијата Отворено за потребата од здрав начин на исхрана говори нутриционистот Цвета Динева. Да речеме вишокот или помалку килограми, нормално е дека треба да одиш кај нутриционист или некој како што се оди на психолог, на психијатар. Значи, ја бараш помошта онаму за одредена работа кај што има стручњак. Јас ќе кажам, иднината на медицината е во интегративната медицина, која ќе ги спои, а ги спојува веќе на Запад, која ги спојува класичната медицина и оваја природна медицина, така наречена за жал алтернативна медицина. А јас би рекла, основата на нашето здравје е природната медицина. Природната медицина опфаќа многу гранки, во кој нутриционизмот ја опфаќа една од главните гранки. Значи, тоа е интегративната медицина, еднината на нашето здравје. На една недела сме пред испраќањето на старата и дочекот на новата година. Иако можеби незабележително се чувствува пред новогодишната атмосфера. Рестораните се речиси резервирани, се купува и се за дома.
Но не е мал интересот и во туристичките агенции за дочекот на новата 2017 година во странство. Граѓаните велат дека финансиите диктираат како и каде ќе се прослави најлудата ноќ. Вестите од Македонија во продолжение. Македонците новогодишната ноќ можат да ја дочекаат во Букурешт или Атина за 100 евра. На една недела од новата година има интерес за новогодишните аранжмани, велат од туристичките агенции. Небарани дестинации се традиционалните европски метрополи, како Париз, Прага и Виена. Според туристичките агенции, годинава интерес има и за зимските одморалишта Копаоник, Златибор, Банско и Боровец. Од домашните туристички места, најатрактивни се Маврово, Берово и Крушево. Цените велат во споредба со лани не се зголемени. За подалечните дестинации, резервациите за новогодишната ноќ се прават неколку месеци однапред. И додека некој се подготвува за напад, други се подготвуваат за прослава во домашен амбиент. Велат годинава е поскромно. Иако задоволни од продажбата и трговците, велат дека порано се купувало од почетокот на месецот, а сега само последните неколку дена. Проценките се дека новогодишните празници најмалку за 200 евра ќе го испразнат домашниот буџет, а желбите се многу. Новата година да ни донесе здравје и среќа. Безбедносните сили на јужната граница се постојано на терен. Деновиве се проверува поставената бодликава жица долж границата. Тоа е неопходно, велат безбедносните сили, бидејќи камповите во соседна Грција биле преполни со мигранти. Бројот на мигранти кај нашиот сосед во моментов достигнал 70.000. За експертите ова е доволен показател дека можно е мигрантите да се обидат да влезат на македонска територија. Од безбедносните сили откриваат дека имаат разработено 3 плана. Во зависност од тоа како ќе се развива ситуацијата на теренот, тие ќе действуваат. Нагласуваат дека и покрај многуте првични негодувања околу поставување на жичената ограда, таа останува како бариера која спречува директни контакти на мигрантите и припадниците на АРМА и полицијата. Инаку според анализа на белгиските медиуми, на секои 20.000 бегалци, 6 лица се учесници во борбените действија на Блискиот Исток. Полицијата во албанскиот приморски град Валона заплени 1,5 тони марихуана, чија крајна дестинација била Италија. Дрогата била натоварена во камион марка Ивеко, но кога наркошварцерите забележале дека ги следи полицијата, го напуштиле возилото на една од плажите и побегнале. Во близина на камионот полицијата пронашла и друго возило марка Тојота, додека во морето и моторен чамец, кој се движел по Валонскиот залив, со кого требало да биде транспортирана дрогата во правец на италијанскиот брег. Ова стои во полициското соопштение. Останатите вести од светот во продолжение. Католичките верници денеска го прославуваат Бадник. Римокатоличката црква и сите христијански цркви што времето го сметаат по григоријанскиот календар. Денеска го слават денот пред Божик. Инаку Божик 25 декември по григоријанскиот календар го прославуваат Римокатоличката црква, протестантските цркви како и некои православни цркви кои прифатиле ново сметање на времето. Во христијанството се верува дека Христовото раѓање донело светлост на вистината за човековиот род и дека со тој настане исполнето старозаветното пророштво за раѓање на Спасителот. Поради активна дејност на терористички организации, Стейт Департментот ги предупреди американските граѓани дека е опасно да се патува во земјите како Јордан, Египет и Мали. Во соопштението се вели дека во Јордан постои ризик од терористички напади, извршувани од различни групи, вклучително и Исламската држава. За Египет се наведува дека мисијата на САД во Каиро им забранила на дипломатите да патуваат до Либиската пустина и Синајскиот полуостров. На американските граѓани им се препорачува да ги избегнуваат тие региони. Во Мали, освен заканата од терористички напади како ризик фактор, е истакнат и високиот криминал.
На плоштадот Мангер покрај базиликата на Христовото раѓање поставена е голема божикња елка украсена со декорации во боја на злато. Свеченоста во Витлеем ќе кулминира со полноќна миса во базиликата на Христовото раѓање, каде се очекува за празниците 10.000 туристи да ги посетат Витлеем, Ерусалим и Назарет. Израелското министерство за туризам очекува околу 120.000 туристи. Оваа сабота имавме сончево време со слаб северен ветер. Температурата ќе се движи од 7 до 13 степени. Утре ќе има зголемување на облачноста, меѓутоа ќе се задржи стабилно со умерен ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе биде без значителни промени. Да ги погледнеме деталите. Со деталите за времето го означуваме крајот на дневникот. Пријатно!